Да го погледнеме Божиото слово во Колосјаните поглавје 1, стих 16. Бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. Тој е пред и во него стои. Мора да разбереме дека не само што видливите аспекти беа создадени од Бога за да можеме да ги видиме со голо око, туку беа создадени и невидливите нешта. Луѓето често го сваќаат создавањето во однос на овие забележливи аспекти бидејќи се фокусираат само на она што може да се види и потврди со голо око. И на тој начин го занемаруваат невидливиот свет. Како резултат на тоа, тие не се подготвуваат за Царството Небесно. Наместо тоа, го вложуваат своето време и труд во подготовка за исполнет живот на оваа земја. Тие толку многу од своето внимание и енергија го насочуваат на овие работи. Ова е нешто што лесно можеме да го забележиме кај луѓето околу нас. Сепак, видливото не може да постои без невидливото. Може би е малку тешко, но пророците рекле: Духот е суштината на нашите животи, додека телото е само облеката што ја носиме. Верувам дека сите вие сте длабоко свесни за ова. Затоа, преку Исаја поглавје 41, да посведочиме заедно за делото на спасението што се случува и во видливиот и во невидливиот свет, а исто така и како Бог ни помага. Правејќи го тоа, треба да можеме да го врежеме ова разбирање во нашите срца. Да го погледнеме Исаја поглавје 41, стих 8. А ти Израеле, слуго мој, Јакове, кого јас те избрав, семе на мојот пријател Авраам. Ти, кого го зедов од краиштата на земјата и го повикав од краиштата неизини, и ти реков: Ти си мој слуга, јас те избрав и нема да те отфрлам. Не плаши се, зашто јас сум со тебе, не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој, јас ќе те закрепам и што ќе направи тој? Ќе ти помогнам. Бог, кој рекол: Џех ќе ти помагам, никогаш не го крши своето ветување. Бог ги создаде и видливиот и невидливиот свет и рече: Јас секогаш ќе ти помагам. Сепак, луѓето честопати не размислуваат дали ја постигнале својата сегашна состојба со негова помош или преку сопствени напори. Ова ги наведува да им дадат предност на сопствените заслуги пред благодарноста, да ја заборават Божјата помош и да живеат егоцентричен живот на вера. Мора да разбереме дека делото на Евангелието во крајна линија зависи од Божите раце. Текот на Евангелието може многу да варира во зависност од големината на Божјата благодат и наклонетост кон неговите деца во невидливиот свет.